Со литија низ центарот на Струмица заврши дводневното чествување на покровот на Света Богородица Брзопослушница. Вчера на градскиот плоштад Гоце Делчев се собраа илјадници верници кои оддадоа чест на иконата, копија на истоимената од манастирот Дохијар на Светагора. Владиката Пимен посочи дека не е толку важна местоположбата на иконата во домот колку нејзиното почитување. Но доколку иконата ни служи само како декор во нашиот дом за да се усогласи со целиот оној инвентар што го имаме, и доколку не застануваме секој сабајле да му заблагодариме на Бога или на светител кој изобразен на иконата за тоа што ни дарувал уште еден ден живот, да станеме од нашите кревети и да се поклониме на Бога и да побараме благослов за денот што е пред нас. И доколку пред да заспиеме, повторно не застанеме пред иконата да му заблагодариме за тој ден што ни одминале сите искушенија што ни дал Господ Бог сила да ги победиме, тогаш попостојано ги чуваме иконите во нашите домови. Истото тоа би ви го препорачал и вам, кога имате веќе ова икона, тоа да не биде само за да се фалите пред другите градови дека имате икона, никогаш да не одите пред неа да се помолите и да се заблагодарите за секој едно добро што ни го дарува Господ Бог по молитвите на својата пречиста мајка, туку постојано да го градите тој ваш однос молитвен со пречистата Богомајка и на тој начин Господ Бог да ви дарува многу денови и многу добрини во вашите животи, да ви даде и од повеќе, за да имате да дадете и онаму каде што има потреба од тоа. Јеромонахот Филотеј од манастирот Дохијар од Светагора во својот говор истакна дека поделбите во земјите произлегуваат од човечките несовршености. Δεν υπάρχει ορατή και αόρατη εκκλησία. Поделбите што постојат на земјата произлегуваат од човечките несовршености, од нашите гревови и егоизам. Од Бога произлегува само внатрешното таинствено надприродно единство. Не постои видлива и невидлива црква, ниту пак е тоа дека невидливата црква е една и обединета, а видливата поделена. Црквата е една, зашто нашиот град е на небесата, вели апостол Павле. Градбата на црквата е дар од Бога кој го соединува телото со главата. Во саботата вечер во црквата Свети 15 Тивериополски свештеномаченици, каде што стои иконата, се одржа ноќно бдение, а пред почетокот на литијата се одржа и светата божествена литургија, со која чиноначалствуваше митрополитот Пимен во сослужение со митрополитите Тетовско-Гостиварски и Кумановско-Соговски, старецот архимандрит Партенеј, архимандритот Јаков и уменот Фоти, свештеникот и старешина на храмот отец Димитар Крцев.